bolesne za umiranje. Sa slava Božja sino da se proslavi. Prijatelj od naš Lazar zaspal, odam da go razbudam. Stani Lazare, stani, stani, Isus ti veli. Stani Lazare, stani, stani, Isus te ljubi. Zaspal той ке стане најмилiji. Ние го имаме тој таа основна појдовна точка. Мир вам, мир вам. Што ми е мене, Исус Христос? Имам ли јас татко на небесата? Видете, важен е тој однос. Каков е мојот однос со Господ, со таткото на небесата, со Создателот на се? Дали сум моја син вистински, дали ми е роднина? Или е некој далечен Господ кој решава за мене? И јас не му припаѓам, јас си терам по свое. Тоа се се елементи кои покажуваат. Ете, Исус го обвинија кога почна Господ да го нарекува свој татко. Ние зборуваме за тој однос, татко и деца. Небесен татко и деца на земјата. Дали го разбираме тоа? Тоа е практично живење. Практично живење. Лука 4 глава ќе исчитаме еден стих за да го разбереме поделеноста на овој свет меѓу сатаната, спаднатата природа, сатанската природа, тоа што ти сакаш, твојата волја, своеглавост, автокефалност и христокефалност. Тој да те води, тој да зборува низ тебе. Исусовото искушување, значи исполнет со Дух Свети. Исус е, нели, со Јован на реката Јордан, слегува Духот, ова е мојот возлюбен син. Тој ќе крштава со Дух Свети и со оган. Исполнет со Дух Свети, Исус се врати од Јордан и беше одведен од Духот во пустината. И ние го имаме тој момент. Значи, пустината е како премин, како граница меѓу материјалниот свет и духовниот. 40 дена го искушуваше ѓаволот. Тој 40 дена е во пустината. Апостолите се 50 дена чекаат да бидат крстени во Дух, откако Исус се прослави. Откако воскресна. Видете, во текот на тие денови, 40 денови, не јадеше ништо. Гледајте сега, тој дух, тој демон, тој дух се истерува само со пост и молитва. Кога изминаа тие денови, 40, најпосле огладне, тогаш му рече ѓаволот, тој изгледа кога ти ќе огладнеш, кога си слаб, кога ако си син Божји, кажи му на овој камен да стане леп. Секогаш го има, ако е вистина, ако не е вистина, ако се исцелам, ако не се исцелам. Ако има Господ, ако нема Господ. Исус му одговори и рече, напишано е дека не само со леп ќе живее човекот, туку од секој збор Божји. Збор Божји е збор кажан во сила од десната страна. Кога Духот зборува низ тебе, не кога ти зборуваш од себе си. Значи, човек не живее само од леп, туку секој збор што излегува. Ако сакаш Духот да ти е жив, ако сакаш да се распламти твојот пламен, ти мораш да се храниш со духовна храна, да слушаш слово од просветлен проповедник кој Духот зборува низ него, не самиот. Потоа ѓаволот, не од човечки учења и мудрувања. Изопачен ум го нарекува тоа. Бесплоден ум. Потоа ѓаволот го одведе на една висока планина и му ги покажа за миг сите царства на светот. Значи, ти кога си цар на светот, ова ти се случува и му рече ѓаволот, тебе ќе ти ја дадам сета оваа власт и нивната слава. Врапче дојде. Слава ти, Господи Исусе Христе. Не исплаши. Ќе ти ја дадам сета оваа слава. Пазете сега.
Зашто мене ми е предадена. Значи, тој има власт на земјата, има малку време. Сатаната. Ја давам кому што сакам. Тие што денеска владеат, како гледате како светот се случува, што се случува. Ја носат до една катастрофална војна, каде што ќе те затрујат со лекови, ќе те трујат. Значи, ако ми се поклониш, сето тоа ќе биде твое. Тие што владеат на земјата му се поклонира на сатаната, нема тука грешка. Не ти дава тој. Тој има малку време, тој владее на земјата. Ти си во војна со тој свет. Ако си во Исус, пазете сега, ако ми се поклониш, кому му се поклонуваш ти? И ти мислиш кому се поклонуваш? Па, например, се поклонуваш на идолопоклонство, на храна, на земји, на предели, на истории, на кипови, на места, на предели, на доктринарни учења, нашата света вера, на нашата, вашата вера. Исус му одговори, бегај од мене, сатано, зашто напишано е, на Господа, твојот Бог, поклонувај му се, и единствено не му служи му. Само на таткото и на Исус им се поклонува. На мртви се поклонуваш, правиш идолопоклонство, на одбележување на настани. На гробишта се поклонуваат, на мртви коски, суви коски. И го одведе во Ерусалим и го постави на стрејата од храмот и му рече, ако си син Божи, фрли се одовде долу. Значи во храмовите, исто така влегува сатаната. Како што влегува во твоето тело, ако си ти храм Божи, ако си син Божи, ако ти си црквата и во тебе живее Духот Свети, ќе биде изгонет секој демонска сила. Ако си син Божи, фрли се одовде долу, зашто е напишано на ангелите своји ќе им заповеда за тебе да те зачуваат. Зборува и денеска низ мене татко. Видете, тој ти ги дава сите царства, ти вели да правиш вака и така по своја волја, чуда. Ако му се поклониш, ќе ти даде власт, ти ми фрли се, ти си Бог, не ти е ништо, нели? Да го искушуваш. Исус му одговори, не искушувај го Господ својот Бог, па откако ѓаволот заврши со сите искушенија, се оддалечи од него за некое време. И ние сме во војна овде. Тој ќе ти понуди нешто. Член на семејство, нешто што сакаш многу, пари, власт, позиција, блудство, краткотрајно задоволство, краткотрајно исцелување, а не е остранета причината. И се врати Исус во Галилеја во силата на Духот. Ето, тоа е целата суштина. Ние во силата на Духот треба да бидеме. Во пустината на друго место вели, ангели му служеа. Ако си ти покорен на Господ, не му мрмориш на таткота. Тој поучуваше по нивните синагоги и го прославуваа. Учењето и таткото. Како да го разбереш тоа дека Исус не зборува од себе, Духот зборува низ него. Тоа треба да го направиш и ти. Ти сакаш да зборуваш од себе, да бидеш христијанин. Нема такво христијанство. Ќе дојдеме понатаму. И дојде од Назарет, во Назарет, каде што беше одраснал Исус. По обичајот свој влезе еден саботен ден во синагогата и стана да чита. Значи во синагогата се читал Стариот Завет, сега треба во заедниците да се чита од Светото Евангелие. Читајки ќе дојде Духот, ќе ви се отвори нешто. Му ја подадоа книгата на пророкот Исаија, освен ако не сте врзани во пранги сатански на догматски лаги. Тој што ми ја отвори го најде местото каде што беше напишано. Ме праша една сотрудничка, вчера имаше читање во четвртокот, за овој стих, Духот Господов е врз мене. Значи Исус чита од Стариот Завет од Исаија, зашто Господ ме помаза да им соопштам радосна вест на сиромашните, се однесува токму за него. Го помаза, Духот ти дава сила. Ме прати да ги исцелам оние со скрушено срце. И овие стихови се однесуваат на секој еден од нас, да им проповедам на заробените ослободување, заробен во сатанскиот свет, во прангите на сатаната, на слепите прогледување, да ги пуштам на слобода на патените, каде што е Духот Господов, таму има слобода, да ја проповедам благопријатната година Господова. Година, миг, 1000 години се како денот од вчера. За година еден ден е како цел живот, како 1000 години.
Потоа ја затвори книгата, му ја даде на прислужникот и седна. Исус, очите на сите во синагогата беа вперени во него. Почна да им говори: денес се исполни ова писмо што го чувте. Блажени се оние што не видоа, поверуваа. Сите му посведочија, се восхитуваа на неговите благодатни зборови, што излегуваа од устата негова, и велеа: нели е овој синот на Јосиф? И ке речат: на томе и на Рада синот. А тој им рече: некој од вас сигурно ќе ми приговори со оваа изрека: лекаре, излекувај се сам. Направи го и овде во твојот роден крај, она што чувме дека се случило во Капернаум. И потоа е таа изрека: никој не е пророк во своето село. Ќе дојде било кој од страна него ќе го прослават, тебе не те слават. Навистина ви кажувам, ниеден пророк не е омилен во својата татковина. Имаше многу вдовици, вистина ви велам, во Израел во времето на Илија, кога се затвори небото 3 години и 6 месеци и настана голем глад по целата земја. Кај ниедна од нив не беше пратен Илија, но само кај една жена вдовица во Сарепта Сидонска. И тој им објаснува: нешто што е зададено, нешто што ќе се случи. И имаше мнозина, слава ти Господе, лепрозни во Израел во времето на пророкот Елисеј, но ниеден од нив не се очисти освен сириецот Нееман. Им раскажува приказни, вистински настани од нивната историја кои ги знаат, па стана, ги изнервира. Кажи им ја вистината. Го истераа надвор од градот, го одведоа на врвот на еден рид, каде што беше созидан нивниот град, за да го турнаат од дозгора. Виж, предходно сатаната му вели: рипни сам, сега го пушта народот да го турне демонските духови. Но тој помина меѓу нив и си отиде. Зошто? Па не беше дојдено времето да биде прославен. Слезе во Капернаум, во градот Галилејски, ги поучуваше во саботните денови. Се чудеа на неговата наука, зашто неговото слово беше силно. Неговото слово беше силно, тоа е слово во дух. И ако ти е малку разбуден духот, ти сеќаваш дека има сила, како што сите овие луѓе што го слушаат ова. Вие што го слушате, го отворате срцето и примате мир, љубов, сила, исцеление. Според степенот на љубовта и отвореноста, колку му дозволуваш на Таткото Небесен во духот да се насели во моето и во твоето срце. Во синагогата имаше еден човек обземен од дух на нечист демон и тој извика со силен глас: еј, што сакаш од нас, ти Исусе од Назарет? Си дошол ли да не погубиш? Те знам кој си, ти си светец Божји. Ете, ти си светија Божји. Исус му заповеда говорејќи: молкни и излези од него. Па откако го кутна насред, духот зол излезе од него и ништо лошо не му направи. Сите ги обзеде страв, па си зборуваа меѓу себе: каков ли е тој збор? Ете, тоа е суштината. Каков е тој збор? Жив збор. Зашто со власт и сила им заповеда на нечистите духови и тие излегуваат. Каков е тој збор? Па се разнесе глас за него по сите околни места. Тој е тој збор, жив збор. Жив збор, живо слово. И рече Бог: нека биде светлина. Како треба да бидеш во тој збор? Во живото слово. Да изрекуваш живот на секаде каде што се движиш во заедништво со Исус. Демони, еве поуката. Духови на лажно, божемно, делумно полухристијанство. Малку христијанство. Духови кои те врзуваат во умот. Срцето ти го заклучуваат да не можеш до крај да разбереш. Да се предадеш, да се вратиш, да се соединиш со Исус и Таткото Небесен. Те држат заробен, врзан. Не действуваш за Царството Божјо, пасивен. Мислиш дека си постигнал во Исус, со Исус се, само што си рекол: веруваш во Исус, верувам, да, браво, петка. Не работиш ништо, спиеш, не си буден,
на одмор си, Исус вели кога го обвинуваат зошто исцелува во сабота. Пазите ги овие стихови. Мојот татко не сопира да работи. Видете, мојот татко, мојот отец не сопира да работи. Гледате ли дека човекот се оправдува со работа, со дела, а не само со вера? Јаков 2:24. Дела се дејства во љубов, во заедништво со Исус Христос. Еве стихови. А така, не се ли оправда со дела блудницата Раав, повторно им кажува настан од нивната историја, откако го прими, значи дејство, извидувачите и ги изведе по друг пат, Јаков 2:25. Значи постапка, дело. И уште посилно, зошто како што е телото без дух мртво, така и верата без дела е мртва. Јаков 2:26. Мртва вера. Невера е тоа, неверник. Тоа е вера без дејство, без работа. Ете ги демоните кои те врзале во пасивност. Не работа, не дела, не дејство. Еднаш спасен, за секогаш спасен. Па ајде сега на оро. Еднаш за секогаш. Тоа го нема ни во светот. Се има рок на траење. Временска одредница, имаш гарантен лист на се. Кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. До крај додека дишиш во гревовното ти тело, до судниот ден кога ќе застанеш пред Исус и Таткото Небесен, ако си спасен, зошто си се уште на земјата, во материјалниот свет, и мислиш дека не треба ништо да работиш, по верата си спасен. Исус се направил за тебе. Ти си во пранга, врзан си во демонски јазол кој те прави пасивен, мрзлив, неупотреблив за Царството Божјо. Му велам што работиш од една евангелска заедница. Млад човек, ништо вика, Исус се направил за мене. Ништо не работи. Па чекај, во светот ако не работиш ништо, од што ќе живееш ти? Од леп. Пазите, а кој ќе биде ловец на луѓе? Кој ќе го шири евангелието? Кој ќе сведочи за Исус? Тоа е по верата си спасен. Еве стихови. Не сакаш ли да разбереш, о суетен човеку, дека верата без дела е мртва? Јаков 3:20. Верата без дела е мртва. Друга пранга е само Словото, соло скриптура, но Словото без дух е мртво. И луѓето читаат, проучуваат, ваму, таму. Само вера. Верата без дејство, без дела е мртва. Само благодат, по благодат сме спасени, и тоа го проповедуваат. Му забраниле на човекот друго да, само за благодата да зборува. Но благодата, апостол Павле вели, да не остане празна, се потрудив, работев, дела, дејства, благодата да не остане празна. Празна вера, празна благодат. Тоа се пранги кои те држат бесилен, врзан, демонски духови, сатански, демонски духовни пранги, например вечна смрт, проклетство, вечен оган, го прави Таткото Небесен дека е лош, ти се плашиш од него наместо да разбереш дека е љубов, дека треба да му дозволиш да се насели во твоето срце. Исус вели, ја победи смртта. Ги има клучевите од адот. Со својата смрт, смртта ја победи. Не може да има вечен пекол. Нема две вечности. Вечна е само љубовта на Отецот Небесен. Нема две вечности. Се друго е подложно на промена. Можно е да трае долго вечности, но е минливо и променливо. А само Исус е ист вчера, денес и довека, непроменлив, вечен. Се додека не го примиш во твоето срце и не кажеш благословен е оној што доаѓа во името Исусово. Некој ќе дојде, а ти треба да го кажеш тоа.
Навистина ќе клекнат пред вас, вика, на вашите спротивставени неверници, непријатели, на колена и ќе речат: навистина со вас е таткото Иисус, со вас е Бог. Аврам со дела се оправда. Го положи својот син Исак, жртвеникот послуша, направи дело. Верата действуваше заедно со делата негови, дека преку делата верата стана совршена. Совршена вера. Извршуваш дејства. Јаков 3:22. Пасивноста, од друга страна, е сатанска доктрина, те држи беззначаен. Не работиш за Исус Христос. Не си сотрудник чие име е запишано во книгата на животот. И така верата, ако нема дела, сама по себе е мртва. Јаков 2:17. Мртва вера, мртва црква, без духот на љубовта, со духот на овој свет, кој те врзал со духовите на лагата, под небесните сили на злото, дека таткото е лош, те гори во вечен пекол. Не, нема да умрам, мојот татко е љубов. Тоа не е чувство, туку е природа. И кој пребива во љубовта, пребива во Отецот. Пазете сега, Исус тврдеше: не нема да умрам, туку ќе живеам за да ги прославувам делата Господови, делата на Отецот, делата Исусови. Исус правеше дела, не седеше. Прави и ти така. Но може некој да рече: ти имаш вера, а јас имам дела. Покажи ми ја верата твоја без дела. Како ќе му покажеш вера без дела? Например, ти си, столар и знаеш да работиш, резба, еве. Па треба да му покажеш резба, дека си изразбал нешто. Како ќе ти верува само на збор? Не може некој да рече: ти имаш вера, јас имам дела, покажи ми ја твојата вера. Како ќе покажеш нешто што нема, што не е извршено? Јас преку моите дела ќе ти ја покажам мојата вера. Јаков 2:18. Дела на љубовта, јавно исповедање за Исус, словото на твоето сведоштво. Дали јавно го исповедуваш? Например, Јаков 2:18. Имаш ли нешто да покажеш, например, плод достоен за покаяние? Дека не си веќе истиот човек, да речат: како овој се промени? Дека си дела во љубов, во заедништво со Исус Христос, зашто како што е телото без дух мртво, така и верата без дела е мртва. 2:26. Не за сатански доктрини, кои те држат во недела и невера. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Слава ти, Господи Исусе Христе, во името на Господи Исус Христос сега го кршам секој небиблиски завет што е фрлен врз секој еден од вас. Ако клекнете на колена: татко, погрешив пред тебе и пред небото. Сакам да бидам син Божии, да се населиш во моето срце, да ми помогнеш да се покајам до крај, да простам на сите, никога да не осудам, да ја прифатам твојата волја, да работам за Царството Божие, да биде внатре во мене, да дојдете со Исус, да направите сокровиште во моето срце, да бидам те сакам го сотрудник кој работи, се труди со Исус, трудно работи, пораѓа, деца раѓа во духовната заедница, духовни деца, чии имиња се запишани во книгата на животот. Те сакам, Господи Исусе Христе, и велиме не за сатаната и смртта, да за Исус во мене, во заедницата, во се што имам, имотот му го предавам на Исусова собственост. Бегај од Македонија, сатано, во името Исусово, и не враќај се повеќе, а враќај ме Македонија во собственост на Исус Христос. Останувам и победувам со Исусовата љубов. А ти, брате и пријател, имаш проблеми, можеш да повикаш кон Исуса Христа: Господи Исусе Христе, дојди во моето срце. Помогни ми да се променам, да се родам во духот, да бидам здрав и исцелен, да доживеам свет целив, исцелување. Во името Исусово. Мојот татко е љубов, која никогаш не престанува. Тоа е вечноста кон која ние се стремиме. А вие се живеете овде во светот и гледате како да издржите што подолго. Оваа долина на сенка смртна, како што е наречена, има и убави нешто, се разбира, отпаднат дух, материализиран, но еден ден ќе треба да застанеш пред семокниот татко. Што си направил во деновите на милоста?
Дали вистински сакаш да се вратиш во Царството Божјо, да се родиш во Духот, да ја вратиш роднинската природа, татко и дете. Дете е она кое сака да учи, да биде ученик Исусов, да научиш да победуваш со љубовта, да научиш Духот да зборува и да ги врши делата во тебе. Ти да бидеш сад, избран сад за свечена употреба, камен во живата црква Исусова, на која ќе ја изгради духовното заедништво и вратите на пеколот не може да те достигнат. Те сакам, Господе Исусе Христе, и останувам во Твојата љубов. Амин до Божиот Царство Небесно, од земјата до небесата, Исусовата љубов да ве преплави. Амин. Таа болест не е за умирање, са слава Божја Сино да се прослави. Пријателот наш Лазар заспал, одам да го разбудам. Стани, Лазаре, стани, стани, Исус ти вели. Стани, Лазаре, стани, стани, Исус те љуби. Заспал тој ќе стане најмил